вечер со топ тема. Веста на денот е дека ќе има избори во април 2016, што би рекол еврокомесарот за проширување Јоханес Ханс. До тогаш следува период на транзиција, транзиционен период, без да објасни што значи тоа, дали ќе се формира некоја преодна техничка или некоја влада која ќе ги организира изборите, или едноставно партиите треба да се усогласат околу избирачкиот список и избирачките закони и останатите прашања кои биле денеска отворени на разговорите. Но пред да ја започнеме оваа дебата со моите гости во студиото, еве да видиме како помина попладнето. Преоден период и избори во април наредната година. Ова е резултатот од долгите преговори меѓу власти и опозицијата со посредништво на еврокомесарот Хан во резиденцијата на Европската унија на Водно. We have agreed to foresee a kind of transitional period, and it was agreed that by the end of April next year there should be earlier elections, but it's important to prepare the country. It's about sound electoral codes, it's about a revised voting list, it's about respecting the rights of minorities. It will be further important to accept all the recommendations being given by the European Commission when it comes to the independence of the judiciary. We have agreed to apply the methodology we usually use when we negotiate the Chapter 23, 24. Also, we have not yet negotiations, but it's about rule of law, independence of justice, freedom of media, etc. Без да спомене кои ќе треба да ги спроведе овие реформи во предниот период, Хан рече дека денешната средба и резултатот од неа уште еднаш ја потврди евроатлантската перспектива на земјата. Според него, важно е да се надмине актуелната криза со цел да се задржи евроатлантската перспектива во живот, да се задржи препораката за отпочнување на преговори со Европската унија, но во меѓувреме треба да се надмине тешката внатрешна ситуација. Прв на состанокот со Хан, утрово пристигна премиерот Груевски на тетатет средба. Се бара излез од кризата. Дипломатски извори велат дека ова ќе биде клучна средба на која треба да биде изнајден патоказ за излез од длабоката политичка криза. По Груевски на состанокот со Хан утро пристигне лидерот на СДСМ Зоран Заев. По 6 часа преговори, околу 15 часот на средбата се приклучи и председателот на ДУИ Ахмети и шефот на ДПА Тачи. Доцна попладнево пристигне американскиот амбасадор Джес Бейли. Според дипломатски извори на целодневната средба се воделе темелни преговори за повеќе прашања кои беа покренати од почетокот на политичката криза и обелоденувањето на прислушкуваните разговори. На маса биле ставени барањата за подготовка и прочистување на избирачките списоци, независно обвинителство, независност на судскиот систем, контрола на буџетот и преземање на антикорупцијски мерки наведени во поглавјата 23 и 24 кои треба да се преговараат со Европската унија. Хан повика овој период да се искористи за модернизирање на земјата и односите меѓу политичките сили. Според него ова е голема шанса и можност за земјата да се врати на евроатлантските перспективи. Премиерот Груевски, председателот на СДСМ Заев и председателите на ДУИ ДПА Ахмети и Тачи по средбата заминаа без да дадат изјави за медиумите. Ова беше исходот од денешната средба која траеше 10 часа, а за 8 дена повторно истата екипа ќе се сретне во Брисел. Вечерва со мене во студиото се професорите Гордана Силјановска-Давкова. Добро вечер и благодарам што се озвавте, и професорот Осман Кадрио, и двајцата експерти и во политичкиот систем и во уставот и законите кои ги опфаќаат овие прашања кои денеска ги стави на маса Хан. Кога го слушате вака Хан, професорке, и на сите ни е нејасно што му значеше реченицата преоден или транзицијски период, оти веројатно јавноста очекуваше преодна или техничка влада или нешто слично. Меѓутоа, таква дефиниција за тоа кој ќе ги организира изборите во април 2016 година не добивме. Да. Дипломатски речник. Значи, јас би требала вечерва да бидам Пити, а професорот Осман веројатно Мерлин, за да толкуваме што мислел. Меѓутоа, тоа е тој езопов јазик, кој што треба да испрати порака, ама никого да не повреди и навреди. Очигледно дека има некој компромис, очигледно дека ако точно наведеше што е договорено,
тогаш некој можеше да се почувствува помалку или повеќе повреден, вака еуфемизмот ја покрива, значи го покрива овој проблем. Инаку искрено транзиционен период е непозната синтагма, непознат феномен, непознат збор во уставното право и политичкиот систем. Меѓутоа, можеби од придавката сега можеме да заклучуваме. Ако е периодот транзиционен, значи ли тоа дека се работи за период врзан за подготовка на предвремените избори? Ако е така, тогаш одговорот би бил дека можеби некаква, значи, експертска влада би ги подготвила изборите, а во овој транзиционен период подготовката на изборите не значи само посегање по измени во изборната регулатива, во изборниот законник, туку значи и превземање чекори во поглед на последниот извештај и проблемите кои што повеќе пати беа повторувани како сериозна пречка за почетокот на преговорите со Европската Унија. Добро, тој нотираше неколку прашања, не беше само изборниот законник. Така, тоа се прашањата, затоа реков кои што ние во извештаите се јасно кажеме дека мораме да посегнеме по нив. Друг би можел, уште ова и завршувам, друг би можел да рече дека потенцирањето на или изборот на придавката транзиционен период упатува можеби и на формирање на некаква транзициона влада од било каков карактер или ако сакате некаква преодна влада од било каков карактер и веројатно ако сега е договорен терминот, секогаш обично април е погоден месец пролета за избори, тогаш можеби на следната средба ќе се договори карактерот на владата што ќе ги спроведе прашањата што тој ги наброја како тема. Професоре, молк од лидерите на политичките партии го слушна и замина сите. На што ви личи ваквиот молк на вас? Прво дозволите, благодарам за поканата. Добро вечер за вашата реномирана информативна куќа. Се разбира, добро вечер за сите гледачи. Видите, прашањето е доста, да кажем, чувствително, индикативно. Посебно прашањето ваше, каков е ставот на лидерите кои присуствува на ова средба, можна значајна која се очекуваше. Познато дека и едните и другиот и третиот фактички ниту еден од лидерите не даде званична изјава, званичен став и званично мислење по однос на исходот на ова средба. Оно што е договорено, ако е нешто договорено, и моје мислење зошто нема изјава. Ја како заклучувам, иако е се уште рано да се дадат некои конкретни заклучоци за ова средба и содржината. Да, заврши пред час и половина. Затоа што ве молам, за нас мислим се уште е непозната содржината на текот на целата расправа, на целиот разговор, на сите теми кои се изнесени на маса и конкретните заклучоци. Ние ве молам, имаме само еден заклучок, а именно дека тој заклучок се однесува на предвремените избори и ето се дава, например, и еден ориентационен рок или фиксен рок, да го кажеме, тоа е април месец, значи наредната година, да имаме предвремени парламентарни избори. Јас заклучувам, самиот факт што немаме ние званична изјава од ниту еден од клучните, да кажем, политички фигури, тие како да сигурно не се задоволни од исходот на ова средба и од резултатите кои се постигнати, уствари не се постигнати. Доста индикативно прашањето што и еврокомесарот господинот Ханс зборува за преоден период. Колешката Силјановска со право нагласи дека овај период како институција непозната и во уставното право и во целокупното право, да кажем,
посебно кога станува збор за конкретни политички системи, конкретни правни системи, конкретни уставни системи, а ние ве молам зборуваме сега за збиднувањата, за проблемите што ги имаме ние во нашиот правен систем, во нашиот политички систем. Зборуваме за конкретна политичка криза. Очигледно Хан е повеќе дипломат отколку правник, за да може такава... И ве молам, спрема овој заклучок би могле да заклучиме дека како да е прашањето на предвремените избори клучна задача, клучна обврска што треба да се спроведе во нашата држава и од нашите клучни државни органи. Но ве молам, ние зборуваме за криза. Меѓутоа, криза во нашата држава е сеопфатна, сложена и комплексна. Ние имаме не само политичка криза, ние имаме правна криза, ние имаме уставна криза, ние имаме морална криза, економска криза. Самиот факт ве молам што тие денеска на ова, да кажем, тркалезна маса, на ова средба можна значајна, можда и историска за нашите услови, нашите прилики, неприлики, изнесуваат, ве молам, и важни прашања. Не само предвремените избори, тука нагласуваат и корупција, и другите кризи, тешките кризи, правата на малцинствата, и правата на малцинствата, независноста на судството. И тука ве молам, за мене се уште не е одредено на какви права се мисли, во што има право, односно неправо на малцинствата. Треба, значи, да се фикусираат конкретно, да се одредуваат, тие појмовно да се одредуваат, затоа што секој поем, ве молам, има своја суштина, има своја содржина, има свое значење. И овај период, што го нарекуваат преоден период, од 10 месеци, при фактот дека имаме една мощна, сложена, комплексна криза со повеќе компоненти на кризи, а ова криза е резултанта на тие компоненти на кризи, прашањето е дали овај период е доволен за да може да се извршат сите подготовки за да имаме законити, уставни, фер, регуларни избори. И само избори. А што е, ве молам, со правните проблеми? Ние имаме, само дозволите, ние имаме лепеза на правни проблеми кои треба да се решават и да се разрешуваат пред другите институции. А во тие институции имаме исто така институционална криза. На овие прашања тие, според моје мислење, немат одговор. Веројатно ќе почекаме што ќе се случи и во Брисел за 8 дена. Меѓутоа, по устав и по закон, доколку рекол еве денеска Хан дека ќе се формираат избори во април, на крајот на април 2016, кој е надлежен да создаде услови за такво нешто? Во момент кога во Македонија има влада, меѓутоа по закон, ако се бара да се распишат избори, има процедура кога се распушта парламентот. Владата ќе даде ли оставка? Сега навистина многу прашања се отворени, меѓутоа кој е легалниот пат за да не се прекрши и уставот и законите за да се направи вакво нешто? Јас сум убедена дека вториот чекор, односно втората средба, токму со вашето прашање ќе се занимава, односно ќе се определи субјектот кој што ќе ги распише предвремените избори. И може би е сепак важно да потенцираме дека изјавата на Хан сепак значи официјално европско соопштување дека во Македонија навистина има длабока политичка и правна криза, зашто до неодамна воопшто феноменот на криза не се споменуваше и воопшто не се дискутираше за можноста од предвремени избори. Следното што велите вие, веројатно, значи ќе биде како ќе се организираат и кој ќе ги организира, ипотезите се јасни, за да може да се формира, веројатно, влада која што ќе се справи со прашањата што тој денеска ги нотираше, од типот на правна разрешница, од типот на независно судство, од типот на изборна регулатива, сигурно не може да се разреши доколку имаме континуитет на сегашната власт. Тоа е сосема јасно дека ќе мора да се посегне по оние варијанти на различни влади, и сите од нив можеме да ги определиме како преодни или како транзициони влади. Значи, мислам дека средбата во Брисел ќе даде одговори на ова прашање.
веројатно за почетокот ова беше доволно, тој сакаше да ги охрабри, а и да испрати јасна порака дека штом толку брзо одиме на нови избори, односно на предвремени избори, сигурно дека и организаторот, и правната рамка, но и амбиентот, парламентарен, политички, правен, мора да доживее промени, за да имаме ние елементи на фери на демократски избори. Професор, вие повелете. Во врска со поставеното прашање, јас би се фокусирал на важните органи кои се надлежни. Ве молам, ние го имаме парламентот и сметам дека парламентот ќе работи и мора да работи. Меѓутоа во него опозицијата не е. Нејасно и дали воопшто ќе се врати. Точно. Опозицијата не е. Меѓутоа, од натамошниот тек на разговорите и резултатите кои ќе бидат постигнати, посебно, ако се прихвати, ве молам, ставот да има некаква преодна влада, иако и терминот преодна влада е исто така, да кажем, институција која не е фингирана во уставот, во законот и во конкретна позитивна регулатива, па и во нашата земја. Но преодна да се вика и било кој друг модалитет на влада е преодна влада. Тука да не се со термините и техничката е преодна. Да, точно. Меѓутоа да се мисли, ве молам, и треба да се мисли, да се размислува, се разбира, ако се оди на нов состав на влада. Таа да биде техничка или експертска, има размислување да биде и политичка влада. Од актуелната власт има размислување да се изврши само одредена реконструкција на владата и да се смета дека е постигната оно што треба да се постигне, за кој нешто сметам дека опозицијата сигурно нема да се согласи, но прашањето, ве молам, кога станува збор за изборите, реков тука и парламентот има конкретни надлежности, треба тој да донесе одлука за точниот датум, меѓутоа владата која треба да ги спроведе сите тие активности околу изборите, да не забораваме на важни новини кои треба да ги претрпи сегашниот изборен систем во нашата земја. Се размислува, ве молам, за модалитетите на изборните системи. Дали ќе се прифати и дали ќе остане при овој сегашниот изборен систем да има една единица или повеќе изборни единици, дали ќе го имаме пропорционалниот систем како до сега што се спроведува или ќе се вратиме на мнозинскиот систем, и ако се тоа добро анализира, ве молам, можда ќе искрсне и потребата да се интервенира и во самиот устав како највисок правен акт. Да се интервенира во уставот, покрај ова друга законска регулатива, закон за изборите, за пратеници и така натаму, изборниот законник што ние сега го имаме кодифицирано изборното право, меѓутоа ако треба да се интервенира и во уставот, тоа се бара и време и енергија и треба да се вклучи, ве молам, целокупната, да кажем, стручна јавност, политичките партии, институциите. Тешко се менува уставот. Спомнавте и уставот не е едноставно да се начне и прашање, да повелете и за ова прашање. Има земји, во многу земји изборниот систем е уставна материја, во Република Македонија не е. Туку е законска материја, доколку дојде до измена на изборниот систем, нема потреба од менување на уставот, но веќе се разговараше за уставни измени кои би биле подкрепа на радикални промени или реформи во македонскиот политички систем во смисла на демократизација и зајакнување на институциите во тој случај, но јас не верувам дека во 10 месеци, бидејќи постапката за промена на уставот во стартот заради елементот на јавна дебата бара многу подолг период. И нашиот устав лего во групата на тврди устав и велат конституционалисти, значи тешко се менува, значи се менува, не е Библија, не е Коран, меѓутоа сепак има одредена постапка која е доста сложена. Ево што се случи со сегашните предлози, ве молам, остана во предлог. Така, во она што е приоритетно прашање е да се да објасниме законски доколку треба да се направи преодна влада, било да е таа техничка влада, било да е експертска, како што во Македонија многу често се зборува. Дали ќе бидат членовите на владата експерти кои не се врзани тесно за партијата или ќе бидат луѓе партиски. Која е постапката што треба да се направи? Оваа влада треба да поднесе оставка? Парламентот да избере нова влада, преодна техничка или како? Така, сечи легитимитет, значи не може без парламент да се избере влада и
пратениците се избрани на избори. Ние навистина чувме од бомбите податоци за текот на изборите кои фрлаат тешка сенка на легитимитетот исто така, меѓутоа нема време, нели? Без пратеници не можеме да избереме било каква влада и веројатно во тој случај првиот чекор би бил поднесување на оставка. Не знам, јас мислам дека веројатно и тука сега ќе има две сосема спротивставени барања или опции. Предпоставувам дека сегашната власт ќе инсистира на измени во сегашниот состав, повикувајќи се на веќе поднесените оставки на некои министри, или пак по примерот на некои земји каде што само соодветни министерства се менуваат, или е тоа уставно утврдено, или е работа на договор во смисла на министер за финанси, министер за правда, за социјална политика и труд, за внатрешни работи, значи да се сменат, некои од нив веќе се заминати, или веројатно она на што би инсистирала како одстапка, можеби би била концентрациона влада. Убедена сум пак дека опозицијата со оглед на чекорите што ги изоде, сигурно ќе инсистира на влада на национално единство или на експертска влада. Кога велам експертска влада, сепак и кога е во прашање експертска влада или политички неутрални луѓе, предлозите, бидејќи пратениците представуваат партии, бидејќи лидерите на партиите се занимаваат со политика, сигурно нема да се откажат од тоа да учествуваат во преговори за идна влада. Имаме еден таков пример, нели, со председателот Глигоров, иако основот за ваквата влада беше сосема друг, немањето на мнозинство во парламентот. Победничката партија имаше 38 мандати и не успеа да најде коалиционен партнер до 61 и тогаш се посегна по решение за експертска влада. Значи, тоа би биле луѓе од знаење, честопати се вели луѓе кои уживаат, особено кај другиот, некаков респект, што значи луѓе со дигнитет и интегритет, кои што би создале поинакви услови, значи поинаква правна рамка и би организирале поинаков процес од оној кој би бил чисто политички. Кај нас очигледно многу беа и во оптек барањата за создавање на комисии, на експертски тимови. Така. Тоа е во случај да оваа влада остане. Меѓутоа очигледно дека и самиот збор Хан што го употреби преоден период е период кога треба нешто преодно можеби да се направи, меѓутоа не сакам да инсинуирам што ќе се направи. Се спомена и терминот концентрациона влада, тоа значи ли концентрација на учесници од сите политички партии кои се во парламентот да понесат подеднаква одговорност за она што ги подготват преди изборите. Еден од модалитетите на овие преодни влади е и ова влада, концентрациона влада. Ние во одделни периоди во нашиот политички систем сме имали такви, да кажем, влади, но сега имаме една друга, да кажем, специфичност. Станува збор, ве молам, за една сериозна криза. Политичка криза. Криза која за овие 25 години на транзиција никогаш не сме имале. Како што имаме сега, со овој интензитет, со овие правни, политички последици и општествени последици. И сега, кога станува збор за модалитетот на владата, јас сум песимиста, право да ја кажем, дали ќе се постигне политички договор помеѓу лидерите, помеѓу политичките партии, сите и од македонскиот блок и од албанскиот блок, за да се доаѓа до одреден модалитет. Посебно, ако станува збор за експертска влада или техничка влада. За концентрациона влада или политичка влада, има и такви размислувања, можда. Ово од проста причини што парламентот ве молам политички орган. Тоа е јасно. Во парламентот членуваат пратеници кои се избрани преку партиите од електоратот, меѓутоа тие на прво место ги представуваат фактички партиите, а не електоратот, иако треба во спротивност да се постапува. Во практиката тој избор и правно и фактички треба да го изврши парламентот. Према тоа, ако не се постигне политички договор помеѓу лидерите, помеѓу политичките партии, за видот, за модалитетот на таа преодна влада,
тешко ќе може, ве молам да сметаме дека ќе добиеме една преодна влада која ќе ги спроведе изборите и ќе ги спроведе и сите оние други активности за овај мощне краток период од 10 месеци. Нагласувам, изборот, и то се нагласи и овде, ве молам го врши парламентот. Парламентот е политички орган. Ниту еден друг орган не е легитимен да изврши избор на влада, а таа да биде легитимна, законита, уставна. Таа мора да има поддршката, а со тоа и изборот од самиот парламент како законодавно тело и како политички орган. Меѓутоа, еве, професорка Силјановска... Да, без оглед каква ќе биде владата, таа ќе има политичка, ќе има одговорност пред парламентот. И ниту една влада, како сакате наречете ја и ставете придавка, не може пак никому да не одговара, ниту пак може легитимитетот некому да му извира од умот или од знаењето единствено. Значи, сепак, овие луѓе кои сега разговараат и преговараат, можат да предложат луѓе кои не се партиски. Само едно е јасно во Македонија. Чиновничка влада не можеме да имаме, бидејќи нашите бирократи, за жал, се мощне партизирани и политизирани и воопшто не би одговориле дури на теориската дефиниција. Пред парламентот ќе го реши очигледно тоа и прашањето дека и опозицијата треба да се врати во парламентот за да ја признае таа влада што би била некаков договор за спроведување на избори. Она што е песимист, еве професор, дали воопшто ќе успеат да лидерите да се договорат, се тргна од една задача што им ја даде Хан. Избори во 2016 април. Ова е како некој професор да им дал задача на студентите, им рекол: вие го имате завршниот испит. За да стигнете до него, вие заедно треба да го направите. Да. Во ситуацијава избори секако ќе има. Мислам, барем вака декларативно. Не можат да го одложат ова прашање. Затоа, дали сте и вие песимист или оптимист дека ќе дојдат на крај за да добијат десетка, ако зборуваме со професорско-студентски речник? Поделбите се толку длабоки што сите имаме дилеми дали може да се договорат. Меѓутоа, еве ова што ги гледаме заедно и што е веќе нешто договорено, при првата средба, морам да кажам, можеше да се случи и ништо. Добро, предходеа и многу други средби, лидерски средби, одеа во Страсбур. Значи, ова не е неочекуван потек и се разбира, во секоја демократија најважното е фери демократски избори. Ја не сум како Шумпетер да велам дека доволно е да има фери демократски избори за да зборуваме за демократија, но ние имавме проблеми, па се употребуваше еуфемизмот, значи ефикасно спроведени избори наместо фери демократски избори. Значи тоа е основната цел. Зошто? Заради легитимитетот. Бидејќи затоа е можеби преодно е, бидејќи легитимитет се потврдува или се губи на избори, ама на фер и демократски избори. Веројатно сега сите сили ќе треба да се концентрираат кон нивното организирање, инаку во право сте. Каква и влада да се бира во парламентот, тогаш бидејќи во преговорите учествуваат лидерите на главните партии, значи тие се атласот што го носат товарот на преодноста, сигурно дека ќе мора во еден момент да седнат во парламентот, да гласаат, зошто ако во договорот предложат некој, без оглед дали тој ќе биде експерт или како ќе го наречат, треба за него да кренат рака. Да. Една работа овде треба да ја нагласиме кога станува за таа преодна влада, ве молам. Толку ќе биде тешко и тешка задача на таа преодна влада. Неовисно како ќе се вика, дали концентрациона или политичка, или техничка, или експертска. Таа влада има мощник период на действување. Значи мора да се ефикасни. Апсолутно. Не може да губат време на многу средби. Ве молам, таа влада покрај надлежностите што ги има владата по уставот и законите на нашата земја, таа ве молам има сега ќе има дополнителни активности. Дополнителна агенда, динамика на активности со рокови фиксирани кои треба да ги спроведе и то успешно да ги спроведе, за да може да се преземат и соодветни мерки за излегување од кризата. А за излегување од кризата, таа е таа влада која треба да интервенира, ве молам, во конкретните институции на државата.
Затоа што не е само владата што може да придонесе за излегување од кризата. Треба да бидат вклучени сите механизми на државниот апарат, сите институции начелу со парламентот. Меѓутоа, оваа влада очигледно ќе има конкретна задача и не може да се занимава и таа ќе биде тешка работа, одговорна работа. Мислам дека затоа е тој притисок. Оти веројатно за мене, како и за вас, времето од една година не е доволно за оние задачи што речиси секоја вечер овде се нотираат како основни за да се демократизира Македонија. Но стравот на Европа, стравот на Хан е веројатно дека ако се остави па предолго време, кризата ќе се продлабочува. Ние гледаме и дека на некој начин е потребен европски притисок за навистина сите сили и на опозицијата и на власта и на цивилното општество и на сите граѓани и на медиумите да се насочат значи кон што побрзо наоѓање на некакво решение за почеток на излез од кризата. Оти сигурно дека ние за една година не можеме. Сами очигледно немаше да можеме, затоа дојде Хан. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Она што го начнавме како прашање е дека не се само изборите, има и многу други. Се бараше независен обвинител, контрола на буџетските средства, независноста на судскиот систем. И самиот Хан кажа независни медиуми исто така. Може ли една техничка влада да има капацитет да го направи сето тоа што ова, еве да речем, или било која влада која претходно била, не го направила во Македонија, особено ако се земе во предвид дека имаме влада која е 8 години на власт и на кои што и се забележуваат вакви работи за 10 месеци? Токму потенцирањето на сиве овие прашања укажува дека треба да размислуваме во следнава насока. Дека ако нотираните проблеми се појавиле токму како резултат на улогата на оваа власт, вие не можете од оној кој што ги креирал проблемите да учествувате, да ги реши, оти да сакал, нема да ги создава, ниту пак посегнал по нивно решавање. Значи, тука е потребно мислењето на опозицијата и предлозите, така што мислам дека чекорот ќе биде претходно, значи, тој нов субјект, односно тоа што во преодниот период не се осудувам да го наречам, ќе биде владата која што нема само да ги подготви изборите, туку ќе создаде амбиент за решавање на сиве овие проблеми, бидејќи во спротивно, значи, проблемите ќе останат отворени или пак ќе се продлабочуваат, бидејќи тие се резултат, значи, на, како што гледаме, на дејствувањето или недејствувањето на сегашната власт. Значи, и во тој поглед, вториот чекор ќе треба да биде формирање на влада, во право сте, нема доволно време, но потези може да има. Може внатре или надвор лидерите да постигнат консензус околу личностите на оние во јавното обвинителство кои што уживаат углед во својата фела, во правничката, меѓу судството, меѓу политичарите, оние судии кои исто така би можеле да посегнат по процесуирање на некои предмети кои за жалеве се уште не се процесуирани. Тоа се прашања за кои што е потребно охрабрување, за кои што е потребен консензус, за кои што е потребно знаење, интегритет, етика и така натаму, и мислам дека... Ке се вратам и на вашиот песимизам во смисла на тоа дека, рековте, тврди се позициите. И навистина не се тврди. Премиерот Груевски вели не отстапувам. Легитимно е оваа влада избрана и нема зашто да се поднесе оставка. Вели тој заявили со него, макар и во техничка влада, не може да се направи никаков договор. Каква е улогата сега, еве, на кога имаме вакви тврди ставови и волку многу работа, па дури и на председателот Иванов, кој што во сето ова време не видов дека нешто многу
се експонираше или се вмеша или па беше фактор затоа што мислам дека и од една страна ги има Дуи кои што не го легитимираа како претседател и слично, за да може ова сето да се надмине. Јас ќе се надоврзам околу прашањето кој се однесува владата и придонесот во разрешување на правните проблеми, правната криза и придонесот во разрешување на проблемите во другите институции. На прво место судските власти, судската власт, обвинителството и другите институции. Видите, овој период од 10 месеци е период мошне краток, мошне кус, за да може таа влада кој ќе биде избрана, ако биде избрана, се разбира, преодна влада, техничка, политичка. Се уште имаме само преоден период, да видиме како ќе го пополнат. Треба мошне бурно и будно да биде на висина на поставените задачи. Овие дополнителните, покрај редовните надлежности што ги има владата. Сигурно дека овие другите проблеми за овој период нема да ги реши. Меѓутоа, таа треба да биде ангажирана за почетокот на решавањето на проблемите во тие институции. И то на два нивоа. Првиот ниво, ќе треба, ве молам, сериозна реформа од аспект на правната регулатива во судската власт. Ние имаме и сега пакет на закони за судската власт. За некои области, за волја на вистината, сме и пренормирани по однос на правните норми. Но тие не се почитуваат. Но сега, приликите, неприликите и кризите барат повторно да се изврши сериозна консултација во правната регулатива. И второ, кога станува збор за овие органи, ве молам, и фактичките односи и состојби треба да се менуваат внатре. Но за нив не е доволна само владата. Тука, ве молам, имаме сега, според нашиот устав и законите, надлежности и на други органи. Имаме тука она што се нарекува кадровска политика. За овие органи треба да биде вклучен и парламентот, затоа што тој добар дел од тие кадрови ги бира парламентот. Треба да биде вклучена институцијата, председател на државата, кој во нашиот систем припаѓа на извршната власт, затоа имаме ние бицефална власт, извршната власт. Друго прашање како се остварува неговата функција до сега. Но важно е тој да биде вклучен, ве мола, и да биде мошне активен во разрешувањето на овие проблеми. А владата, ако биде избрана, треба да биде избрана, според моето мислење, неминовно, ве молам, нужност е да се бира влада за да се излезе од кризата. Таа влада, и овде се нагласи, ја нагласувам, треба да има, ве молам, во својот состав способни членови и честни членови. Ги видиме дали без овие две компоненти, ве молам, ниту една функција, а посебно сега ова преодна влада со еден конкретен состав не може да придонесува за излез од криза. Може да се случи, ве молам, да се блокира работата во самата влада. И да навлегуваме уште во една потешка, подлабока криза и политичка, и правна, и уставна, и економска, и тогаш ќе биде сигурно тешко за државата, тешко и за граѓаните. Не споменувам, бидејќи нема време, се разбира дека и законот за јавното обвинителство треба да се смени, бидејќи може би ако се посегне по поинаков начин на избор, тоа ќе биде гаранција. Иначе може би оваа влада, како ли ќе се вика, треба да биде инспирација за нешто што за мене мора да дојде на дневен ред во Македонија. Нашите влади во услови на криза, во услови на сиромаштија се преобемни. Непристојно голем број на министри имаат нашите влади. Половина слободно би можела да биде владата. Не велам да биде 7 члена како швајцарската, ама мислам дека над 20 члена влада во земја со помалку од 2 милиони жители е навистина голем трошок. Да се вратиме малце на оно што до сега го имаше во овој период од 20 и кусур години Македонија, она експертска влада, вие што ја споминавте, и владата на национално единство, како беше тогаш наречена по кризата во 2001. Меѓутоа,
И особено втората ова влада како да имаше задача само да ја надмине кризата и да се распишат подосна избори. Во тие услови не можеше владата да работи ова сега што го наброивме дека може да го работи. Меѓутоа може ли да се случи да Македонија 10 месеци биде во една хибернација, односно да ја продолжи хибернацијата од кога се почнати бомбите, од кога се почнати разговорите и не гледам дека Македонија галопира или нешто менува или оди чекор кон Европската унија или НАТО, туку одиме некако само наназад. Може ли да и се случи тоа на државата да биде во една ситуација каде што ќе се создадат услови само за 3-4 конкретни прашања да се надминат, да се направат избори, а потоа да живееме нормално после тие априлски избори. Очигледно за 10 месеци нема нешто во Македонија многу да се менува. Можеби само економската ситуација ќе ни се отежни уште повеќе. Да. На сите ни е јасно дека кога размислувавме ние за некој друг тип на влада, мислевме дека подолг период таквиот тип на влада ќе го менува амбиентот правен политички, но ова е невозможно. Но пак од друга страна, веројатно, целиот свет живее во услови на демократски политички влади кои креираат политика, меѓутоа и политички одговараат не само пред пратениците, туку одговараат пред граѓаните, а досега одговараа ниту пред пратениците, одговараа само пред партиите и дури не само пред партиите, туку пред лидерите на партиите, феномени кои во секој случај не се демократски, зашто Македонија, за жал, како да имала судбина да биде постојано во транзиција и затоа и ние не знаеме како да го определиме терминот транзиционен период, зашто речиси 25 години ние не гледаме елементи на консолидација. Познати автори, теоретичари, да ги споменам само Одонел и Шмитер, велат дека транзицијата завршува тогаш кога абнормалноста не е веќе основна карактеристика на системот. Ние до таа мерка се соочуваме со невообичаени, не сакам да го изразам, да го употребам изразот, но веројатно тоа е и научене, абнормални политички состојби, што ни треба сериозно справување со авторитарното наследство кое што не турка назад, а не напред. А тоа значи подаништво. Транзициониот период, кога ова транзицијски период или транзиционен, го баравме во речник што е правилно ние, новинарите, сега да напишеме што сакал да каже Хан. Да. Оти едното не упатуваше на периодот од 90-тите кога се спроведуваше транзиција, па рековме да не случајно сега ги враќаме граѓаните назад со оваа порака од Хан, или пак е нешто што навистина транзитира од една кон друга состојба. И од тука благодарам што вие го објаснивте вака терминот за да не биде дотолку нејасен за граѓаните, кој што верувам ги упатува и на еден друг период. Значи во секој случај сака господинот Хан да потенцира дека периодот е посебен, нема континуум, дека мора нешто ново да се создаде или дека она што ќе биде ново како институција наречена влада, значи во тој транзиционен период морате да имате нешто друго, нешто ново, нешто поинакво од сегашното, изменето, иначе немате никаков нов ентитет. И институционален треба да доведе, ако не до решавање конечно на проблемите, тогаш до трасирање на некои нови патишта кои ќе не одведат кон реформи длабоки кои ние мораме да ги превземеме. Правни, институционални, економски, меѓутоа некои од нив и не можат ниту со устав, ниту со закон да се сменат. Зборувам за политичка култура, зборувам за се уште фрагилно цивилно општество кое што мора да си го добие своето место не само во контролата на власта, туку во еден инклузивен модел на процес на одлучување, да стане актер, да стане партнер, незаобиколен, бидејќи каде што има развиено цивилно општество, има правна држава, има владење на правото. Каде што има слабо цивилно општество,
тоа е знак дека нешто со државата, дека имаме владење на луѓе, владење на групи, дека имаме олигархија, дека имаме клиентелизам, дека имаме кронизам. Тоа се појави кои што не се европски феномени. Токму ова го начнавте прашањето за граѓанското. Една дистинкција да се направи помеѓу терминот што го употреби господинот Ханс, транзиција, транзиционен период, и транзиција што ние, како да кажем, период на една друга транзиција. На една друга транзиција. Ве молам, ова транзиција фактички се мисли на преоден период, а не транзиција што ние имавме во нашиот политички систем. Тоа е едно, и второ, овој период, долг период, ве молам, 25 години, денеска во правната и политичка мисла преовладува мислењето дека зборот транзиција повеќе и не сме да се употребува. Се вели, ве молам, во правото и во политиката, зборот транзиција може да го употреби слаб политичар или студент слаб на испит. Но сега е недопустиво, ве молам, повеќе да се користиме со транзиција. Сега ние, ве молам, 25 години завршуваат, да кажем, сите овие, да кажем, збиднувања за градење на една демократска држава. Може би нас не упатува на пост-социјализмот како транзиција. И сега ние треба критички да се осврнуваме дали ние сега имаме оно што треба да го имат граѓаните. Прво, оно што и овде се постави како прашање, владење на правото, правна држава. Какво ни е правото? Меѓутоа, апропо граѓанскиот активизам, јас тука со професорката дали се согласувате дека тие, кај нас сега прв пат гледаме во 2015 година, толку зачетоци можеби на тој граѓански активизам, кој што се дистанцира од политичките партии и вели ние веќе не сакаме да живееме во едно општество каде што главно ни се случуваат промена само на политички партии, каде што тие не може да бидат актери. Па тука е проблемот, знаете, проблемот е во правното уредување на односите во нашата држава. Ние се уште немаме совршено право, совршени закони. Ние можеме и најдобри закони да направиме, ама ако во пракса не ги спроведуваат и ако не се За жал немаме најдобри закони, немаме најдобри закони. Законот е добар ако е праведен. Во филозофијата на правото постои една дистинкција која вели едно размислување, една аксиома правна, да ако правото не е праведно, оно е неисправно право. И ние ве молам, ево, лепеза на закони што ние ги донесува. Мислим, парламентот ги донесува во една постапка без расправа пред комисиите на пленарна седница. Добро, меѓутоа тука и доаѓаме до закони што воопшто не одговараат на интересите на граѓаните. На лобирањето во парламентот, на учеството на цивилното општество во ковењето на законите. Тие имаат право да учествуваат и на собраниски дебати при изготвување на одредени закони. Тоа што се нарекува полиси процес. Тие не смеат да бидат заобиколени. Дури ни при предлагањето, а не само да бидат на некој начин евалуатори. Има ли услови Македонија сега да ја надмине таа фаза? Ако сме во еден преоден период, дури и тука да важи тој период на да се слушне гласот на активистите. Не велам на камперите по секоја цена, туку велам на оние вистински активисти и луѓе кои што велат дека им е преку глава веќе од ваквото делување во Македонија и дека треба да учествуваат во процесите. Јасно ви е вас дека тие се реалност, тоа се тие демократски кокичиња. Имено, кога партиите секаде во светот се во криза, во длабока криза, зашто не ги адресираат интересите на членството, не ги адресираат интересите на граѓаните и затоа од Острогорски до Михел се вели речи партија, велиш олигархија. Значи, во услови на длабока криза во Македонија, кога апартитократски систем, кој што ја субституирал државата, ја киднапирал државата, тоа е непобитен факт, гледате дека, што ме така, значи ги адресира само интересите на врвовите од партијата. И тоа е тој, како да го наречам, еден бонапартистички модел. Гледате што се случува. Во услови на криза, веднаш, кога и парламентот не е парламент без опозиција, природно се појавува кој? Оној без кој нема демократија. Значи, граѓанските организации од различни типови. Зошто? Бидејќи нивните интереси се автентични, наши, човечки,
еколошка заштита, здравствена заштита, добро образование, социјална заштита. Оти се вели, каде што има почва за цивилно општество, има и социјална држава. Нашата е по дефиниција социјална држава, ама не е во праксата. Затоа имате активности кои што ги видовме. Значи, тоа е еден автентичен модел. Не велиме. Веројатно и во цивилното општество имало и ќе има проблеми. Меѓутоа, цивилното општество е еден важен сегмент, фактор на демократизација на Република Македонија, кој ќе мора да се прифати како партнер. Пауза за реклами и одиме во завршница на дебата. Продолжуваме со дебатата. Оно што господине Кадрију беше за сето ова време, во период кога најмногу не можеа да седнат, можеби да се договорат Груевски и Заев, беше однесувањето на политичките партии на албанците. И Ахмети и Тачи постојано седнуваа на заедничка маса дури и за време на паузите. Денеска беа повикани после неколку часа, први господинот Ахмети, потоа господинот Тачи, за да на крај сите застанат зад Хан, додека Хан ја даваше изјавата. Колку е битна улогата на овие две партии и единството што тие го покажаа во еден ваков политички процес, затоа што пак не покажаа сеирџиство, напротив, покажаа партиципирање во политичкиот процес, иако знаат дека тие што треба да ги решат работите се Груевски и Заев. Јас сметам дека е клучна улогата нивното присуство да се на сите тие тркалезни маси. Ве молам, станува збор за една криза. Да ова е државна криза. Со оглед дека двете партии од албанскиот блок учествуваат во работата на парламентот, од кој една е во опозиција, друга во опозиција, сметам дека неминовно е нивното присуство, ве молам, на овие клучни средби кога се решава за кризата, за излез од кризата, за мерките, за предлозите, за активностите и нивното однесување и нивната активност. Мислите дека и во Брисел би требале да продолжат додатно? Ќе продолжат и мора да продолжуваат. Тие за ваше информирање според определбата што ја има и Европската комисија и целата Европска унија, тие се на мислење да и на тамошните средби кога ќе се решава за прашањето за името на земјата што е спорно, нели, помеѓу Македонија и Грција, треба да присуствуваат и тие се составен дел, ве молам, на политичкиот систем. Посебно ве молам, тие учествуваат во парламентот, едно од нив учествува и во владата, значи во власта и со тоа што тие присуствуваат и морат да присуствуваат, тие ја превземат, ве молам, и одговорноста за работата на владата и за одговорноста на владата. Добро, затоа што партиципира во владата и евродипломатите, неминовно е нивното присуство, затоа што ова криза не е создадена помеѓу две политички партии, само помеѓу ВМРО и СДС. Ве молам, станува збор за професорка е она што партиите си го калкулираат и дури во една преодна влада дали би оделе двајца, представници на една партија, четворица на други, петорица на трета партија, знаете, дури во ваква една констелација кога треба да се направи нешто што е транзиционо или преодно, колку тие работи ќе Снежана повторно ќе се повикуваат на парламентарните резултати, бидејќи обично тие се основот за и посегање по различни места, иначе сигурно дека треба да бидат присутни, да бидеме искрени. Иако бомбите не го допреа коалициониот партнер, тој е коалиционен партнер, нема две влади во една влада во Република Македонија, значи сигурно дека треба да бидат и во добро и во зло заедно, бидејќи до вчера биле заедно, иако не видовме досега, можеби феноменот на опозицијата е интересен, на лидерот на ДПА Тачи, бидејќи тој по сите правила би требало да биде со опозицијата, а не со власта, меѓутоа еве да речеме дека е некаде во средината. Инаку, ова што велите вие, се надевам дека ќе се договорат и околу составот, веројатно и околу личностите, заради 10 месеци прекусиот период. Оти, ако го потрошат времето на личностите и на меѓусебните односи, ќе остават помалку време за суштинските предпоставки за фери демократски избори. Сега, со оглед на досегашното искуство, може би сме големи оптимисти, но се надевам дека со притисок, а исто така и со вклучување на опозицијата,
ќе се дојде до некои Она што е решенија. вечерва е еден наш Државнички. репортер ќе оди во камповите да праша што сега, договорени се избори, ќе останете ли пред владата? Јас немам информација што му рекле на нашиот репортер кој вечерва е во камповите. Другата работа што не ја знаеме, ќе продолжат ли бомбите на Заев? Што сметате вие, што е умесно да се направи во една ваква ситуација, кога се веќе почнати преговорите, направен еден договор за избори во април 2016 година. Од пак 10 месеци, ако живееме со камповите, ние еве како граѓани, дали ќе можеме, дали Македонија е спремна тоа и граѓаните да го издржат, што се вели, ако се оди со препокувања, па емитување на нови бомби. Значи, станува збор за кампери, антикампери. Идните бомби, дали ќе ги има и дали треба да ги има. Па еве, што? Па видите, тоа е сега фактичко прашање, дали ќе ги има, тоа е сигурно Одлука на опозицијата, определбата нивна, но мислим дека ова наредната седница која треба да се одржи нели во Бруксел е клучна, мислим, и од тука и од тогаш ќе се знае дали фактички ќе се прихвати предлогот, барањето на опозицијата да се има преодна влада. Ако се прихвати предлогот да се оди на формирање на преодна влада, тогаш таа треба да се формира веднаш, затоа што времето тече и нема време да се да се извршат сите тие подготовки за да имаме фер, регуларни, законити и уставни избори. Тогаш мислам дека и бомбите ќе престанат, мислим ќе престане активноста околу објавување на бомбите, а тоа ќе биде и повод и причина, а и оправдување за Социјалдемократскиот сојуз да се врати во парламентот. Сметам дека тогаш работите ќе добиват друг тек. Но ако нема, ве молам, преодна влада, сигурно ќе се продолжи со бомбите, нема враќање во парламентот, по моје мислење субјективно, индивидуално може да биде и погрешно, и кризата и натаму ќе се продлабочи, тогаш ќе видиме како ќе реагира Европската комисија и цела таа Европска унија заедно со релевантните структури, но јас сепак кога станува збор за владата, за таа преодна влада, неовисно на модалитетот неизин, сметам дека ќе се формира. Нужност е, потреба е, затоа што без да се формира таа влада нема излез од криза. Апропо камповите и бомбите, ваше мислење? Што да кажам? Веројатно се бараат известни, јас берем така мислам, правни, институционални гаранции, бидејќи тоа се доживува како своевиден континуитет на протестите. Многу тешко е лидер на партија, барем јас така мислам, во однос на популацијата на цивилното општество и да повика да нареди воопшто не може како да се однесуваат, зашто имам впечаток дека освен партиски членови, предпоставувам во кампот пред владата, можеби и во кампот пред наспроти собранието, има и луѓе кои не се партиски членови и тие се раководат од она што им е цивилна агенда, сметаат дека е тоа демократски притисок врз власта, како што велат тие, но тоа ми се бендисува кога велат дека, иако изгледа дека притисокот е против оваа власт, всушност тоа е еден нов концепт или отворено манифестирање на нивното однесување во иднина, доколку се толерира бесправна состојба или неводење сметка за владењето на правото. Инаку факт е дека ќе мора да дојде до некое политичко примирје, не знам какво, сепак се тоа политики на партиите, доколку дојде до формирање на еден нов субјект во кој и тие би учествувале и доколку се одвива така како што ќе се договорат, нема да има потреба, доколку не, веројатно, повторно луѓето имаат резервни механизми кои што се викаат директна демократија. Меѓутоа прашањето на довербата е во Македонија. Кога довербата или недовербата е до тоа ниво да се поставуваат такви услови, да ова беше рововска битка, знаете како е. Груевски ќе си ја каже еден ден позицијата, нема ниту техничка влада без јас да сум начело, значи тој не остапува од своето премиерско место. Заев ќе каже дека не прифаќа тоа што го вели
Груевски, и кога еве зборувавте и за тој транзиционен период, дури насетив дека имате различни размислувања во однос на тоа како се поима колку би требало да трае тој период. Меѓутоа, ајде сега излегува од рововите, ајде седна на една заедничка маса, продискутира. Еве за крај колку сте... Знаете една реченица, јас се надевам дека таа влада сега има еден модерен термин за односите во коалиционите влади, се вели дека или во некои кабинети дека не смее да биде влада на странци. Односно, влада на гетоизирани министри, бидејќи кога сте заедно, мора да утврдите нешто што ќе биде политика од и владата е тим по дефиниција. И затоа, ако е добар тим, јас би сакала во иднина нашите сите досегашни влади не само што имаат доминација над парламентот, ние тоа го нарековме со една моја колешка во заеднички труд со Рената Треневска Давид, тоа е парламентот против голиот владата, туку и внатре имаше една голема разлика меѓу статусот на министрите и на премиерите. Или обично се вели дека, значи, премиерот е примус интер парес прв меѓу еднаквите, или англичаните викаат дека бил месечина меѓу малите звезди. Ама нашите премиери биле сонца. Значи, највлијателните. Кога би бил тој еден вистински тим на луѓе кои знаат, тогаш не би имало потреба. И јас мислам дека со првата измена треба да се тргне имунитетот на премиерите. Нема потреба, тоа се најзаштитените луѓе. Министри немаат имунитет, не им треба ни на премиерите. Во онаа измена судска на уставот врзана за судството од 2006 година се смени, значи се тргна имунитетот на барање на Греко на министрите, остана на премиерот. Добро, вие задирате едно прашање што може во овие 10 месеци може да го отворат. Дали вие стравувате или еве во таа битка на Давид и Голијат, парламентот и владата, дека повторно можеме да поради немањето на тимска работа, дури еве како што кажа професорката, да заглави работата. И покрај тоа што неколку пати потенциравте во оваа дебата дека неопходно е да се дојде до решение, неопходно да не се продлабочи кризата. За добробит на државата, за добробит на граѓаните, за стабилноста, безбедноста, а тие се доведени во прашање. Ве молам, доблест и парламентот и владата треба да има доблест и да со политички договор да излегуваат од ова криза. А имат можности, имат шанса, треба да имат разбирање, да имат волја, политичка волја и да се постигне тој политички договор за формирање на таа преодна влада и да се почне со конкретните активности и подготовки. Граѓаните, ве молам, барат од државата, од институциите, прво безбедност, правна сигурност, правна заштита, да се чувствуваат безбедни и правно сигурни секаде, и на работа, и во училиште, и на универзитет, и на улица, и на надпревар. Секаде и секогаш. Тоа го барат граѓаните. А државата, државните институции, владата се одговорни за нивните интереси и за нивните потреби. Ви благодарам што бевте на оваа дебата. Јас се надевам дека добро го дефиниравме транзицијскиот период. Имате ли друга дефиниција, можеби, за ова што го кажаха? Не знам, кога се вели значи транзиција и демократска консолидација, се вели дека обично транзицијата, зборувам за третиот бран на демократијата и четвртиот, значи престанува тогаш кога ќе се организираат фери демократски избори и кога ќе се формираат демократски институции. Ама тоа не е доволно. По строгата варијанта вели дека треба стабилни институции да постојат, кои ќе можат да се справат со предизвиците на времето, како економска криза, светска и така натамо, или проблемите дома, и ќе најдат заеднички решенија. Зошто? Заради граѓаните, а не заради себе. Јас се надевам дека ако не се бават со персонална политика, туку со решавање на вистински проблеми, дека тогаш ќе има резултати за Македонија.
Ви благодарам и на двајцата што бевте гости во вечерашната топ тема и за објаснувањата кои ги дадовме, иако имавте тешка задача на средба која што туку заврши, од која имавме само една информација што се вели еден заклучок да дискутираме околу тоа дали воопшто ќе има приодна влада. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, имате пријатна вечер.